Carstvo Božjo me čeka, divko pejat angeli, ljubav Božja se toči. Ljubi sine, ne sopiraj, ljubi prosti, pobeduvaj. Božja volja prihvati, ke ti služat angeli i ke pojdam v nebesa, duša moja Hristova, tamu odam drugore. Hriste Bože, kaj tebe, tamu odam drugore. Koje беше на почетокот. И рече Бог, нека биде светлина. И би светлина. И ја оддели Бог, мојот татко Семокен, светлината од темнината. Татко, татко мој, оче, тој е љубов. Ако му дозволите да ве преплави неговата љубов, да го отворите срцето и да почнете да љубите. Тоа е заповедта, да љубите. Да љубите. Доаѓа некој ве нервира, кога постојано ве лажат и ве нервираат. Тешко ви е. Тогаш јас велам, Исусе, дојди, покажи ми како да љубам. Спуштете го гардот. Претрпете ја штетата. Завртете го и другиот образ. Повикај го Исус да живее, да ти даде масло, да запалиш светилката, да се облечеш со свадбена облека, да се облечеш во љубовта за да бидеш достоен за свадбата. Тој им одговори и рече, оној што макна со мене во чинијата, тој ќе ме предаде, оној кој јаде леп со мене. Синот пак човечки си оди како што е напишано, тешко му на оној човек преку кого синот човечки ќе биде предаден. Јуда се обеси, но се покаја, пишува во едно место, ги врати парите во црквата. Парите се од црквата Исусова, не Исусова. Од синагогата Израелова, од првосвештениците, книжниците и старешините кои имаа завет со Бог. Затоа Исус им вели, вашиот татко е ѓаволот. Тоа е пораката. Ми вели една сестра, читала некој протестантски таму проповедник, бил горе вознесен, не сме ние паднати. А видете, Исус им вели на израелците, вашиот татко е ѓаволот. Бидејќи ги слушате неговите лаги, кој го слуша Словото Мое, бидејќи ќе го слушавте Словото Мое, кој е од Бога, и на друго место вели, синови човечки и синови Божји има. Два типа на луѓе. Два типа. Знаете, вашиот татко е ѓаволот. Те сакам, Господи Исусе Христе, додека не го изберете Исуса и не му дозволите да живее во вашето срце. Тешко го на оној човек, кога синот човечки ќе биде предаден, подобро ќе беше за тој човек да се не беше родил, значи Јуда се беси, со парите ја купуваат грнчаровата нива. Тие му велат свештениците, ги враќа парите. Гревот е тежок, не може да се носи. И тие му велат, што ни е нам гајле? Ти сам. На едно место Исус вели, крвта ваша, на главите ваши. Вие не разбирате нешто, дека се она што им го правите на луѓето, ќе ви го прават и вам. А Јуда, што го предаде, одговори и рече, да не сум јас Рави, што значи учителе. Исус му одговори, ти велиш, ти рече. И кога јаде, Исус зеде леп, го благослови, го прекрши, откако им го даде на учениците, рече, земете и јадете, ова е моето тело. Крши леп им покажува. Тоа е слика. И сега тие кршат леп и јадат. И мислат дека тоа е само надворешен обред. На Господ не му требаат обреди, храмови, надворешни обреди. Битно му е дали во твоето срце
si mu napravil mesto со кровиште. Исус вели, јас имам храна што вие не ја знаете. Мојата храна е да исполнувам волјата на оној што ме прати. И така оној стих кој не работи, не треба да јаде, се однесува и на духовното. Човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Тоа е слика дека он се прекршува за сите. Таткото ни покажува, јас сум лебот на животот. Јас сум живиот леб што слезе од небото и му дава живот на светот, дека тој го дава своето тело. Така и ти треба да го дадеш твоето тело. И да се претопиш во духовна храна, да работиш за храна што не се расипува. Те сакам, Господи Исусе Христе. И кога ја зеде чашата за благодари, им даде и рече, пијте од неа сите. Вино, зашто ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина за простување на гревовите. И вам ви велам, зашто од сега нема да пијам од овој лозов плод, се до оној ден. Исус, пазете, леб, неговото тело, вино, неговата крв и доаѓаме повторно до свадбата. Ние сме поканети на свадба, свадбена облека ни треба да се облечеме во неговата љубов. Тие што беа поканети не се достојни, еден се држи за земјата, друг за трговијата, за 30 евреници. Девојките млади кои имаат масло, кои се светлина на светот, кои имаат Исусовиот дух, се поканети на свадбата. И имаме свадбата на Кана Галилејска. Значи, тоа е слика на однос, на соединување на мажот и жената, кои ќе бидат едно тело. Ќе го остави мажот таткото свој, мајката своја, ќе се соедини со жената. Ќе бидат едно тело, помошник сличен на него. Сотрудник, слуга Божи, пријател Божи, кој знае што работи таткото небесен. Значи, свадбата во Хана е повторно, тие прават свадба со погрешен човек, со вода. Немаат вино. Исус дава вино за таа свадба. И Исус станува младоженецот, а ние сме невестата. Ние зборуваме за однос и нема да пијаме од тој плод, од овој лозов плод, се до оној ден, кога ќе пијам нов со вас во царството на мојот Отец. Значи, пазете, Исус секогаш вели татко, оче, отец. И денес ке гледам Господи, Господи, тие се молат се уште старозаветно. Те сакам, Господи Исусе Христе. Дали ние можеме, апостол Павле вели, сакам како девица, да ве принесам пред Исус. Ние треба да се предадеме во неговата љубов, да се соединиме во едно тело. Еден брат ми вели, различни мисли имаме од протестантските заедници. Ама сме биле во еден дух напоени. Да, во еден дух сме напоени сите. Но тој дух, кога ќе излезе од Исусовото собствено владење, кога вие сакате тоа што вие сакате, јас мислам, тоа нема да се случи. Бегај од мене, Сатана. Дали ти си се откажал од сатаната? Ке речеш, каде е сатаната? Ке се погледне во огледало и веднаш заборава каков бил. Па, например, да се откажеш од тоа што ти сакаш, да ја дадеш власта, нека биде волјата твоја, татко мој. И откако испеја благодарствена песна, се искачија на Маслиновата гора. Тогаш Исус им рече, сите вие ќе се соблазните поради мене уште оваа ноќ, зашто е напишано, ќе удрам по пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат. Често се случува така. Првиот притисок и вие се откажувате. Петар 3 пати се откажа. А по воскресението мое ќе отидам пред вас во Галилеја. Тој им кажува дека ќе воскресне. Тогаш Петар му одговори и рече, секогаш е тој Петар, дури и сите да се соблазнат поради тебе, јас никогаш нема да се соблазнам. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исус му рече, вистина ти велам, оваа ноќ, уште пред да пропее петел 3 пати, ќе се одречеш од мене. Петар му кажа, повторно Петар, ако затреба дури и да умрам,
so tebe. Nema da se otkažem od tebe. Apostol Pavle go kaže to, da li si ti spreman da umreš za Isus? Pa kako? Pa da se otkažeš od sebe si, to je prvata smrt. Prvata smrt. Fizičkata. Po otkrovenju po Jovan Bogoslov, ktorата je v ognjeno jezero. Го оставаш телото, душата оди на суд. Дали имаш свадбена облека, дали си облечен во Исусовата љубов, дали имаш масло, да бидеш светлина на светот, дали Духот на Исус живее во тебе. Знаете, и после влегуваш низ оган, огнот на љубовта, ако не си оган, изгоруваш и чекаш тоа што Исус знае. Он знае во тело или без тело, не знам, беше однесен на третото небо. Те сакам, Господи Исусе Христе. Знаете, кога луѓето ќе ви кажат протестантски, зашто ги јас зборувам, сум постојан да го бранам Евангелието. Јас ги љубам сите. Една сестра вика, па има добри, вика, и протестантите. Има добри секаде, и во православните, и во католиците. Луѓе со чисто срце. Но, спознајте ја вистината. Пазете го тој стих. Исус е вистината. И вистината ќе ве ослободи. Ако вие сте го спознали Исус, вие ќе знаете дали нешто е од Исус или не. Соло скриптура. Да, но овде има, например, некои работи кои луѓето буквално, телесно ги разбираат. Например, јадат вино, пијат леп, пијат и јадат. И ми рекол, ајде сега да направиш благова вечера. Им реков, не правам, тоа е обред. Беа протестанци, претежно од протестантскиве заедници, што излега од една црква каде што владее мамон и себељубие. Каде што човекот со полагање раце се прогласи за пастор, па сега се прогласува за не знам што. Ако Исус не живее во твоето срце, ако немаш љубов, ништо не си. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ако треба да се откажам од тебе, дури да умрам со тебе. Петар истото го рекоа и сите ученици. Потоа отиде Исус со нив на едно место наречено Гетсиманија и им рече на учениците, поседете тука додека отидам онаму да се помолам. И тој оди да се моли. И кога ги одведе со себе Петар и двајцата Заведееви синови, се натажи и почна да тагува. Тогаш Исус им рече, смртно е нажалена мојата душа. Останете тука. Бидете будни со мене. Знаете, кога ќе разберете дека луѓето немаат љубов, дека се телесни. И постојано го прават тоа исто дејство на нељубов, се повторува на работа, дома, одредена групација, постојано, тешко ви станува. Третиот тип на страдање. Едниот е кога умираш ти, стариот човек, се откажуваш од сатанската природа, од телесноста. Тоа е на телесно ниво. Второто е кога те сакам, Господи Исусе Христе, кога се усовршуваш во љубовта. Чекор по чекор, кога ги крши гранките, Исус те крои. И третиот тип е кога ти е тажно, бидејќи луѓето немаат љубов. Твоите браќи и сестри кои ќе поминат во огнено езеро. Слава ти, Господи Исусе Христе, те љубам. Значи, бидете будни со мене, одевајќувајќи се малку, Исус падна на лицето свое, се молеш и говореш. Ете како се моли Христов: Татко, ако може да ме одмине, Оче мој, Оче, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Но не како што сакам јас, ти како што сакаш. Ете, тоа е христијанство. Исус ја прифати состојбата. Рече, ако е можно. Тоа истиот момент, ако сакаш, можеш да ме исцелиш. Покажи ми што да покајам, за да ми помине болката. Например, гревот, материализација во телото е болка. И кога ќе видам пастори, епископи, владици, нивните деца болни, а не застанале пред Исус, се обидувам да им објаснам принципот како. Значи, тоа е она што Исус го кажа, ако може, но не како што сакам јас. Така треба и ние да постапуваме. Се што доаѓа нешто не се ме нервира, се помолувам, го прифаќам, барам сила од Исус.
да останам во љубовта. Маслото да гори во мене со светилката од 9 девици и да бидам облечен во свадбена облека, да бидам достоен за свадбата. Па дојде кај учениците и ги затече како спијат. И му рече на Петар: луѓето спијат тука, чекаат во некоја деноминација. Пеат песмички, играат ора. Баханариски дух има во една заедница, пеат, играат, тој водачот сака да биде пеач, па не знам што е, па исцелува, па техники. О, Исусе, о неразбрани Галатјани, о неразбрани Галатјани. Толку ли не можевте еден час да останете будни, буден во Исус, буден, разбуден. Бидете будни и молете се, Исусе, помогни ми во овој ден, за да не паднете во искушение и не воведи во искушение. Духот е бодар, маслото кај 9 девојки што гори и не сопира. Те сакам, Господ Исусе Христе, телото е слабо и често во телото ми доаѓаат некои мисли и му велам: бегај од мене, Сатан, и го молам да ги тргне од мене. Но апостол Павле вели: сатанин трн ми даде да ме боцка во лицето. 3 пати го молев, 2 пати. 3 пати се одрече пред петел да запее: еј, стани, ти што спиеш, простено ти е, простено ти. Пак и втор пат оти да се помоли, говорејќи: Оче, Оче мој, ако не може да ме одмине оваа чаша без да ја пијам, без да ја испијам, нека биде волјата Твоја. Ете, тоа е христијанство, волјата Негова, а ние сакаме нашата волја. Сакаме некого да исцелиме, како што ви кажував на почетокот. Детето има температура, се молиме. Целата група се моли. Нема подобрување, му велам на сотрудникот, на Владко, да се помоли со неговите родители. Тие прифаќаат, се помолија, се покаја и симптомот исчезна. Слава ти, Господ Исусе Христе. Јас понатамо не знам како ќе биде. Тие треба да останат по Исусовата патека на љубовта. Кога дојде, пак ги најде како спијат, зашто очите им беа натежнале, откако ги остави, отиде и се помоли по 3 пат, изговарајќи ги сите зборови: татко мој, ако може да ме одмине оваа чаша, чашата е горка, но ќе ја испијам. Зашто ја избирам љубовта, зашто работам за Царството Божјо, го барам Царството Божјо. Се да ми се придодаде, сакам да се облечам во свадбена облека и маслото да гори, оваата душа да бидам светлина на светот. Тогаш пак дојде кај учениците своји им рече: се уште спиете и почивате. Ете, наближи часот и Синот човечки се предава во рацете на грешниците. Ете, наближи часот и Синот човечки, Синот на семокниот Бог, кој стана човек, за да ни го покаже патот на љубовта, се предава во рацете на грешниците. Така и вие сте во рацете на грешниците. Малку време, но имате доволно масло кое не се троши и кое ќе го распланти пламенот на вашата душа. Во пламенен дух имате свадбена облека да се облечете во Исус. Го имате сето оружје Божјо, мечот на духот, двоостар меч, штитот на верата, мечот на спасението, обувките на мирот. Те сакам, Господ Исусе Христе, оклопот на праведноста. Исусе, те љубам. Станете да одиме. Исус, станете да си одиме одовде. Станете да си одиме одовде. Тоа е пораката на Исус. А вие сте седнале, се држите за земјата, тргувате. Немате свадбена обрека, немате масло. Не сте достојни за свадбата. Станете да си одиме одовде. Да станеш и да си одиш одовде значи да му дадеш на Исус да те поведе по тесната патека што води кон животот. Да те облече во љубовта, со твоето масло да ги запалиш светилките во твојата душа. Ете се приближува оној што ме предава, вели Исус.
se približува оној што и тебе те предава. А ти само можеш да се фатиш, да бидеш камен темелник изграден на карпа, на Исусовото слово. Исусе, те сакам и да останеш и да победиш со Исусовата љубов. Амин. До Божиот царство небесно, мир и љубов Исусова за сите. Таму горе в небеса Царство Божјо ме чека. Тивко пеат ангели, љубов Божја се точи. Љуби, сине, не собирај, љуби, прости, победувај. Божја волја прифати, ке ти служат ангели и ке појдам в небеса. Душа моја Христова, таму одам горе. Христе Боже, кај тебе, таму одам